Македонската економија може да влезе во критична зона, зашто јавниот долг може да достигне 65% од бруто домашниот производ до 2021 година, предупредува за Алфа универзитетскиот професор Дарко Лазаров. Проекцијата за буџетот за наредната година според него е само потврда дека влегуваме во критична фаза. Власта во предлог државната каса предвидува задолжување од 530 милиони евра за финансирање на дефицитот. Проектираниот буџетски дефицит, кажавте и сама, е 4,9%. Проектираната стапка на економски раст е 4,1%. Тоа значи дека буџетскиот дефицит ќе биде поголем од растот на економијата и тоа де факто не само што нема да обезбеди фискална консолидација на економијата, напротив, ќе предизвика зголемување дополнително на јавниот долг на државата и практично ние ќе влеземе веќе во една критична зона, бидејќи јавниот долг може до крајот на 2021 согласно и овие проекции оптимистички да стигне некаде околу 65% од бруто домашниот производ. Со буџетот власта планира да продолжи поддршка на економијата која е погодена од пандемијата. Експертите реагираат дека од досегашните 4 пакети антикризни мерки нема да се искористат повеќе од 450 до 500 милиони евра, што е двојно помалку од 1 милијарда евра колку што се проектирани. Предупредуваат дека Македонија е една од земјите каде се дели најмалку помош. Дел од експертите предупредија дека во вакви неизвестни услови тешко би се предвиделе макроекономските движења, затоа апелираат на голема внимателност околу менаџирањето на државната каса. Навистина е тешко и да се предвидат идните макроекономски движења. Сведоци сме на затварање на дел од работните места и пропаѓање на бизнеси. Од тука владите проектираат насекаде во светот масивни буџети се со цел да ја подградат потрошувачката и да на тој начин колку толку одржуваат економската активност и ја спречат рецесијата да земе полн замав. Инаку буџетот за 2021 година кој е веќе во собрание тежи 4 милијарди евра. Вкупните приходи се позиционирани на 3,45 милијарди евра, а буџетскиот дефицит е 567 милиони евра или 4,9% од БДП. Проектираната стапка на раст е 4,1%. Дел од експертите реагира дека таа е премногу амбициозна.